Rudnicите Dobrevo и Тораница отидоа во стечај, одлучи денес основниот суд во Штип. Одлуката на судот доаѓа откако претходно неколку доверители за долг од 114,7 милиони денари побараа стечајна постапка за должникот Индоминерали. Судот ќе донесе решение, кое решение ќе биде објавено на огласна табла на Основен суд Штип, а воедно ќе биде објавено и во Централниот регистар на Република Македонија. Ова практично значи дека од денес околу 1000 рудари од Добрево и Тораница остануваат на улица. Работниците ќе почнат да остваруваат социјални права, значи ќе бидат здравствено осигурени, ќе добијат статус на стечајни работници, ќе можат да остваруваат примања по тој основ, бидејќи нели познато е дека тие во последните неколку месеци воопшто немаат никакви примања. Одлуката за стечај беше најлошото можно решение за рударите кои се надеваа дека сепак на местото на индијците ќе дојдеше некој од двајцата заинтересирани инвеститори. Лошата вест за рударите всушност е лоша вест и за општините Пробиштип и Крива Паланка, зашто рудникот хранеше најголем дел од жителите. Ма не е само на граѓаните на Пробиштип, туку на цела Македонија е. Да останат 1000 работници во Тораница и Пробиштип без пари. Тоа се по тројца луѓе, 3000 луѓе се без леп. И одма се чувствува цел град дека нема пари и какво? Опасна работа. Рудникот беше основ за граѓаните од општина Пробиштип за нивната живејачка. Мислам, со неработењето ќе има многу загрозени семејства, што сметам дека многу негативно ќе влие врз граѓаните на општината Пробиштип, а и врз развојот на општината Пробиштип. Состојбата со Индоминерали е лоша од поодамна, а се до почетокот на октомври протестите, штрековите и апелите на рударите не ги слушна никој. Во меѓувреме над 60 доверители од Индоминерали бараат огромна сума пари за концесија, неплатена електрична енергија, за транспорт на суровините, за неплатени придонеси и бенефициран стаж на работниците, како и најмалку 3 плати. Според упатени во проблематиката, долгот на Индоминерали е фантастични 8 милиони евра. Никој од вработените денес не сакаше да ја коментира одлуката на судот. Рударите рекоа дека ќе ја почекаат официјалната достава на решението и евентуалната средба со стечајната управничка Владица Ивановска од Свети Николе.